Пред Женевскиот салон на автомобили, сите марки се трудат барем суптилно да ги скријат новитетите кои таму ќе се представат. Така, Volkswagen се уште не се изјаснил дали таму ќе го представи новиот Passat, но повеќе од сигурно е дека Mini ќе направи фешта по повод својата 60 годишнина. Fiat 124 Spider по само 2 години производство се подготвува за пензија. Infiniti најавува ново спортско корисно возило наречено QX, додека американските дилери на Lexus се користат со итрини како да заработат повеќе. Дами и господа, започнува новото издание на Автомагазин. После рекордната ланска продажба од 5750 возила, во Lamborghini започнаа да размислуваат за ограничување на производството. Според шефот на компанијата Стефано Доминикали, 8000 возила годишно е лимитот што не треба да се надмине за да се зачува ексклузивноста. Профитот се нема да страда, бидејќи половината од нив ќе бидат од моделот Urus. Тоа всушност значи дека ќе расте само неговото производство, бидејќи лани марката произведе вкупно 4000 примероци од другите два модела во понудата – Huracan и Aventador. Математиката малку ја мати најавениот четврти модел за кој се уште нема детали. Според прогнозите, годинава се очекува продажбата на Lamborghini да достигне 7000 примероци, повторно благодарение на спортскиот кросовер. Уште еден кинески производител на возила фрли око на Европа. Како и другите, и новата компанија A-Ways за сојузник ќе има електриката. Најавени се повеќе кросовери и барем по еден седан и моноволуменец. Првиот модел со ознака U5 веќе е покажан во Кина, а дали европјаните ќе му дадат зелено светло ќе дознаеме на салонот на автомобилите во Женева. Конструкцијата му е иновативна и модуларна, а располага со 190 конски сили и батерии кои му овозможуваат автономија од 460 км. Поинтересен е спортскиот RG Натали, зад кој стои познатиот Роланд Гумперт. Она што не му успеа со суперспортскиот Аполо, тој се надева дека ќе го стори со помош на двоседот со 4 електромотори со вкупно 550 конски сили. Струјата ќе ја добиваат од горивни келии кои работат на метанол, а автономијата му изнесува 850 км. Постигнува максимални 305 км на час, забрзува како Формула 1. Се очекува неговата цена да изнесува околу 400.000 евра. A-Ways во Кина гради фабрика со капацитет од 150.000 возила годишно, кого имаат во план двојно да го зголемат. Уникатен до безсвест, доставниот трицикл на Piaggio се појави пред 7 децении и се уште одолева на забот на времето. Изгледот му се менуваше, но механиката поретко, така што тајната формула за вечната младост ја знаат само италијанците. А тие за годинава го освежија со нов мотор кој ги задоволува по строгите стандарди за емисиите. И понатаму има 2 такта, 50 кубни сантиметри и едва и 2,5 конски сили. Piaggio Ape дизајнерски е освежен и сега има LED светла и нови калници и ретровизори, а инструмент таблата е целосно ревидирана. Има носивост меѓу 145 и 185 кг во зависност од изведбата, а место бројка во графата за максимална брзина стои дека таа е во законските лимити. Цената во Италија му изнесува 5000 евра.
Стартуваше со големи амбиции, а се повлекува на мала врата. Fiat неочекувано го исфрли 124 Spider од својата понуда во Велика Британија. Причините официјално не се објавени, но ги има повеќе. Првата е дека отворениот атлет е поскап од сестринската Mazda MX-5. Заради тоа и продажбата не му е сјајна. Во првите 11 месеци лани од него во Европа се продадени 7000 примероци. Во исто време, јапонците пласираа скоро двојно повеќе од својот спортски двоседок. Најверојатно сепак е тоа што неговиот 1,4 литарски турбомотор има проблем со новите WLTP стандарди, заради што италијанците повеќе не го нудат во Alfa Romeo Giulietta и Jeep Renegade. Fiat го лансираше 124 Spider како модел кој ќе му го врати некогашниот имидж. Требаше да биде и одскочна штица за освојувањето на американскиот пазар. Се произведува заедно со MX-5 во фабриката на Mazda во Хирошима. Кинеската корпорација Geely најави дека ќе го префрли производството на Lotus во Кина како резултат на напуштањето на Велика Британија на Европската Унија. Според кинезите, сегашната фабрика нема веднаш да престане со работа, туку тоа ќе се случи по неколку години. За тоа време паралелно ќе работи и новата фабрика во Кина, која ќе има капацитет за 150.000 автомобили годишно. Тие со ова сценарио планираат да го вратат Lotus на патеките на некогашната слава. За жал, малкумина веруваат дека тоа е остварливо. Geely е собственик на Volvo и London Taxi и во нивните примери покажа дека знае како да настапи. Lotus сепак е поспецифичен и слични сценарија се потешко остварливи. Најдобар доказ за некогашниот британски, а сега исто така кинески производител MG, на кој и покрај сите обиди никако не му успева ништо од плановите. Продавајќи 1630 автомобили, Lotus лани ја имаше најдобрата година во декадава. Оваа компанија што Geely ја презеде пред година и пол од малезискиот Proton имаше доста големи амбиции. Во 2010-та беа најавени 6 нови модели, но од тоа ништо не се оствари. Од Geely велат дека се подготвени да инвестираат 2 милиарди фунти во иднината на Lotus. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Иако представена од другата страна на Атлантикот, новата генерација на Volkswagen Passat набргу ќе пристигне во Европа. Не е исклучена можноста да дебитира во Женева идниот месец на радост на поклониците на лимузината од Волфсбург. Сепак, не е исклучена можноста таа премиера да се пролонгира за салонот во Франкфурт на есен. Како и да е, ние се потрудивме денеска да се случи македонската премиера на Passat. За да застане во фокусот на купувачите кои се повеќе се свртуваат кон кросоверите, Volkswagen детално го обнови Passat. Представена е новата северноамериканска верзија, додека европската ќе пристигне за кратко време. Таа ја задржа платформата од досегашната генерација, но затоа доби сосема нов дизајн. Од лани представениот Touareg презеде мноштво визуелни елементи, вклучувајќи ги маската и светлата. Долниот дел од браникот, вешто вклопен во целокупниот изглед, додава малку агресивност на развлечените линии, кои укажуваат дека американскиот Passat е за десетина сантиметри подолг од европската верзија. Задниот дел е елегантно воздржан и наликува на оној од Jetta. Таква е и внатрешноста која представува само блага еволуција на редизајнираниот модел од 2016-тата. На средината доминира дигиталниот екран, а пред возачот се уште се наоѓаат пластични инструменти. Чудно е и решението со отворите за воздух, кои на изглед се протегаат низ целата широчина, но тоа е детаљ кој ќе им се допадне на американските купувачи. Списокот опрема е прилично опсежен. Дел од неа ќе бидат трендовските асистенти за помош на возачот, на кој дволитарскиот турбомотор на располагање ќе му стави 176 конски сили. Големиот 3,6 литарски VR6 е исфрлен од понудата. За 46 години Volkswagen има продадено повеќе од 29 милиони примероци од 6 генерации на Passat. Освен во Северна Америка, каде се произведува, оваа верзија се нуди уште на Блискиот Исток, во Кина и Јужна Кореја. Веднаш по рам и товарната филијала на General Motors го представи својот адут во тешката категорија пик-апи, но битката на титаните допрва ќе се разгорува. Кај GMC Sierra многу нешто се идентични со Chevrolet Silverado HD, со кои заедно премиерно ќе бидат прикажани на салонот во Чикаго. Вклучително и 6,6 литарскиот V8 дизел кој располага со 445 конски сили и 1234 Нм максимален вртежен момент. Спарен со нова 10-степена автоматика, тој може да влече приколка тешка 13,6 тони. За се да биде во ред за безбедноста ќе се грижи ProGrade Trailing системот, кој на возачот ќе му сервира вкупно 15 различни погледи од камерите. Процесуирани со специјален софтвер, тие на 15-инчниот монитор овозможуваат транспарентен поглед наназад низ приколката, како таа воопшто да не постои. Овој систем е задолжен и за диагностика на електричната инсталација и светлата на приколката, го надгледува притисокот во незините пневматици и подсетува кога таа треба да се носи на сервис. На списокот безбедносна електроника се наоѓаат уште десетина други практични асистенти кои треба да го олеснат возењето. Доколку пак се работи за камп приколка, тогаш се во неа може да се контролира преку мобилен телефон.
GMC Sierra Heavy Duty ќе се нуди во повеќе различни изводби по цени кои се очекува да започнуваат од $35,000. Ќе се произведува во фабриката на General Motors во Флинт во Мичиген, каде за новите генерации големи пикапи се вложени дури $1,5 милиони. Honda на американците им понуди две интересни и нам непознати возила. Првото е кросовер поголем од CR-V кој го носи името Паспорт. Авантуристички е настроен и има малку погруп дизајн со кој Honda се надева на поинаков профил купувачи. Овој сосема нов модел во гамата ќе се опремува само со 3,5 литарски V6 бензински мотор со 280 конски сили и 9 степена автоматика. Типично за тамошниот пазар, погонот на сите тркала не е стандарден. Производството на Паспорт веќе започна во фабриката на Honda во Алабама. Нема информации за тоа дали освен во Северна Америка ќе се нуди и во други земји. Истото важи и за вториот далеко поинтересен новитет. Наречен е Талон и представува адреналински квадрицикл направен за провоцирање на Polaris кој доминира во оваа класа возила. Зависниците од екстремните спортови во него веќе препознаа моќна играчка наменета за докажување на надмоќта на човекот над природата. Неговата бескомпромисност доаѓа од еднолитарскиот мотор со 114 конски сили од моторциклот Africa Twin. Од таму е позаимен и менувачот со двојна спојка кој со помош на редукторот става на располагање 12 степени на пренос. Сите компоненти на ова возило се направени да може да издржат секакво малтретирање, заради што и поганот на сите 4 тркала е стандарден. Honda Talon ќе доаѓа во две верзии кои се разликуваат во изведбата на ослонувањето. Едната е наменета повеќе за екзибиции, а другата за прецизно маневрирање и возење на тежок терен. Продажбата ќе им започне напролет по цени кои се очекуваат нешто под $20,000. Поминаа 6 децении од почетокот на марката која остави толку длабока трага, што кога беше на финансиска смртна постела, дојдоа доктори од Германија и со финансиски лекови го продолжија животот на марката од Оксфорд. BMW во изминатите 2 децении нитку еднаш не се покајал што инвестирал во Мини и гордо продолжува да ја негува историјата на марката. По повод годишнината на марката исфрлена е посебна серија која го носи бројот 60. Поминаа 60 години од појавувањето на легендарниот Мини. Малото автомобилче се појави во турбулентни времиња и со својот уникатен изглед остави длабоки траги во британската поп култура. Со своите иновативни технички решенија пак влијаеше на целата автомобилска индустрија, заради што неговиот креатор Алекс Исигонис ја доби титулата Сер. Вакви автомобилски титули не постојат, но да ги има Мини ќе заслужи повеќе од нив. Почитувајќи ги неговите корени, BMW групата по повод јубилеот лансираше специјална едиција на неговиот современ наследник. Како основа е земена поширока понуда од актуелниот модел, па така Mini 60 Years Edition ќе биде на располагање со 3,5 врати и избор од 4 мотори. По 2 од нив се бензинци и дизели, но без дискусија најинтересен за почитувачите на традицијата ќе биде најмоќниот со 192 конски сили. Од стандардните изведби, однадвор се разликува по специјалните бои, тркачките ленти на хаубата и ексклузивните тркала од 17 инчи. Дел од опремата е и проектирањето на логото Mini 60 Years кога ќе се отвори вратата, како и кожениот управувач, спортските седишта и уште пар детали посветени
посветени на јубилеот. Серијата во која ќе бидат направени е ограничена за секој пазар посебно. За Велика Британија се предвидени 500 примероци по цени кои ќе започнуваат од 30.000 фунти. Оригиналниот мини, кога се појави, чинеше помалку од 500 фунти, што е еквивалент на денешни околу 11.500 фунти. Од него до 2000 година беа произведени скоро 5,4 милиони примероци. И покрај фактот дека денес со пазарот владеат спортско корисните возила, моноволуменците не се предаваат. Посебно не големите, како што е В класата на Мерцедес, која за 5 години откако е представена тековната генерација се продаде во 210.000 примероци. Предностите на оваа категорија возила не треба многу да се елаборираат. Тие може да бидат удобно превозно средство на далечни релации, луксузна канцеларија на тркала или пак кампер за уживање во убавините на природата. За максимум задоволство на сите профили корисници, В класата доаѓа во 3 големини. Ревидираниот стајлинг на надворешноста ја издвојува од доставниот Вито, со кој има многу што заедничко. Маската сега е со дијамантска структура и заедно со новиот браник и светлата ја зголемуваат атрактивноста на изгледот. Повеќе новини има во внатрешноста, која сега е пософистицирана и дополнително опремена. Се истакнува централната конзола со новиот екран на мултимедискиот систем, а доста детали се преземени од патничките модели на Мерцедес. Електрониката ќе се грижи за автоматско запирање во случај на опасност, задржување на лента на движење и за возилата во слепите агли. Луксузните кожени седишта со масажа и панорамскиот покрив пак за пријатни патувања на 8 патници. За тоа ќе придонесуваат и новите дволитарски дизели од 190 и 240 коњи, спарени со 9-степена автоматика и по желба со погон на сите тркала. Цените на обновената В класа во Германија ќе стартуваат од 37.000 евра, а подоцна ќе биде понудена и поевтината варијанта. Во план е и електрична верзија, чиј концепт ќе биде покажан на салонот на автомобилите во Женева. Три години после концептот, Кија го представи најголемиот свој модел во историјата. Се протега на точно 5 метри и покрај возачот има простор за уште 7 патници. Голем е и моторот, кој од своите 3,8 литри извлекува 290 конски сили. Тие преку 8-степена автоматика ги задвижуваат предните или сите 4 тркала. На возачот од помош ќе му бидат 6 режими на работа, кои влијаат на дистрибуцијата на силината по оските и тврдината на ослонувањето. Надворешниот изглед со помалку грубите сирови линии и преддимензионирани детали во целост е прилагоден на вкусовите на американските купувачи. Од друга страна, внатрешноста е вистинска ризница на технологии, распределени во повеќе пакети. Засега од Кија воопшто немаат објавено никакви информации за перформансите или пак цената. Kia Telluride е дизајниран и развиен во Соединетите Американски држави. Таму и ќе се произведува и веројатно ќе биде понуден само уште во некои азиски земји. Шанси да го видиме во Европа скоро и да не постојат.
Иако не се произведува веќе 6 години и декларативно сите 500 примероци се продадени во Соединетите Американски држави, во визбите на некои од дилерите на Lexus се откриени 7 нови и непродадени примероци на ултимативниот модел LFA. Сигурно се прашувате зошто. Одговорот следи. Производството на Lexus LFA заврши во декември 2012 година, но најновите податоци кажуваат дека се уште се продава по некој нов примерок. Конкретно, ланската 2018 од овој суперспортски модел во Соединетите Американски држави се продадени 2, а предходната 2017 година 3 нови возила. Тоа ги предизвика фановите на марката да ги пребројат сите произведени примероци од него и открија дека дилерите на Toyota во Америка се уште чуваат 7 парчиња на залиха. Причината не е дека не може да ги продадат, туку дека овој модел уште кога се појави стана баран колекционерски примерок. Се развиваше неверојатни 9 години и по сите критериуми беше подобро од најдоброто. Производството му започна при крајот на 2010-та и беше ограничено на само 500 примероци. Тогаш цената во Соединетите Американски држави му изнесуваше $375,000, а за колку се продадени овие сега не е познато. Сепак се знае дека половен LFA може да се купи за $350 до $500,000. Единствените достапни податоци за Европа кажуваат дека на стариот континент се испорачани само 40 примероци, од кои последниот во март 2013 година во Германија. За овој супер автомобил беше развиен 4,8 литарски V10 мотор со 560 конски сили. Имаше секвенционален менувач со 6 степени на пренос и постигнуваше максимални 325 км на час. Запрашан за негов наследник, првиот човек на европската филијала на Lexus, Ален Уитенховен, пред 2 години рече дека тоа е икона со која се гордеат и дека очекуваат да остане тоа во наредните 25 години. Затоа и воопшто не планираат негов наследник. Звучи чудно, но вистина е. Infiniti воопшто нема електричен модел во гамата. Сепак деновите без него се одброени. Јапонците подготвија концепт со кој го најавуваат своето влегување во бурните електрични води на иднината. QX Inspiration, како што му е ознаката, е поставен на нова платформа за која техничките детали не се објавени. Затоа засега акцентот е ставен на изгледот кој треба да покаже како актуелниот дизајнерски јазик на марката ќе биде преведен за употреба кај електричните возила. Се карактеризира со големи површини и чисти линии. Присуството на напредните технологии се забележува со осветлените ознаки и камерите место ретровизори. Според димензиите, овој средно голем кросовер одговара на XQ50, чија втора генерација започна да се продава пред 1 година. Од Infiniti ќе кажа дека новите технологии им даваат можност да еволуираат на друго ниво во развојот. Плановите, кога ќе се случи тоа, не ги објавија, но убедуваат дека електричните модели во целост ќе одговараат на имиџот што марката го креира уште од самото основање пред 3 децении. Предвидените 30 минути за Автомагазин завршија. Ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до следната средба за 7 дена. Довидување.